Мислам дека нема човек што не прочитал моја песна, бар една. Сите што биле, поготово спортовите, мали спортови, кошарка, ракомет, скијање, пливање, сите ме знаат као колци. Генерации ги паметат и почитуваат писателот Стојан Тарапуза и професорот по физичко Ѓорги Кондратенко. Заедничка има љубовта за добра книга, желбата за добра шега и бројот на години. Веќе се 90. Македонците во просек живеат 73,2 години. Ова го покажуваат последните податоци на Евростат за 2021. Тарапуза и Контра одскокнуваат од просекот, но не само со возраста. Големото дете, писателот Тарапуза, пишува уште и секогаш на машина. Сите своји песни ги знае наизуст. Јас сум дете во суштина, внатре во себе. Духот ми е како на дете. Па како би можел ја да пишувам една таква едноставна поезија, ако не настапувам како дете? Па јас сум дете, само големо. Фала му на Господа и на природата што ме држи со умот да си го знам патот до кумот. Значи јас уште пишувам, уште постојам. Ако престанам да пишувам, ја ќе заминам. Освен како спортист, Контра го знаат како професор по физичко во основно, средно и на факултет. Уште може да вози велосипед, а и возачката дозвола му важи до 2028. Јас се шала, викам, доживотна, една од докторките вика, може, ај застанете на прсти, ај застанете на пети, и ако на што викам, докторке, да ви застанам на раце, бидете озбили, вика. Животот тече поубаво со добра смисла за хумор, се согласуваат двајцата. И моите песни, еден дел од нив се хуморно интонирани внатре. Има хумор, ама тоа е не хумор без врска, хумор со врска. Бил стално расположен, сум бил дечар, затоа бев стеќен кога работев. Но животот сепак тече и тоа брзо. Докажеш А, не можеш да стасаш до Б. И времето си го зема данокот, ако ти ништо не работиш. Туку гледаш еден ден си остарел. Мозокот закржлавува ако не го активираш. Така по еден сат и пол додека се успијам. И после кога се успијам, си ми падне книгата од раце и то са бајле си спијам. Контра не престанува со физичка активност. За Тарапуза создавањето нема крај. Имам пријатели со кои уште идеме на печуги да се обидаме. Не тебе големи оптеретува, умерено. Така да, што вика тоа пулсот да не иде преку 120. Создавањето е магија. Создавањето е чудна работа. Нема граница. Ако има граница, е завршена работата. Бескај, докаде оди, не си свесен кога ќе си дојде, кој ќе рече природата топ до тука. Низ кариерата добивале признанија за посветеноста, но нешто им е повредно и од највредните награди. Најдобра награда се децата кои ќе настапам пред нив и кога потоа ќе се соберат околу мене, не ме пуштат и поведуваме разговор. Уште генерации кои прават средби, само уште мене ме карнат од сите професори. Може да само ја останам жив, ама... Проверен рецепт за долговечност нема, а има нешто кое го сметаат за проверено точно. Мислам дека естеството е најголема опасност во животот. Јас не добивам од тоа нервирање, јас само можам да изгубам. Многу е важно да си стално со луѓе у контакти. Да не си осаме, па да ќе отиш. Ке читаш книга, ке појдеш на представа, ке слушаш музика, ке си уживаш во тоа духовно богатство. Сите грижи се забораваат во друштво на добри книги или добри пријатели. Во екипата, која средбите ги нарекува мој термин, се дувна оваа 90-ка на торта од салата. Тој ми е репер за живот. Ја му прогнозирам до 100 да тера. До 100 да тера и вака на нога да биде. Да сме покретни, да сме свесни и да сме без болка. Ајде,